Сите владеачки елити во изминативе 3 децении имаат повеќе или помалку директна вина за состојбите во правосудството и потребни се коренити, не само декларативни реформи за независна трета власт, сметаат дел од политичките аналитичари по последниот извештај на Европската комисија за владењето на правото во земјава. Според Благојче Атанасовски, државата ќе продолжи да тапка во место, се додека не се покаже вистинска иницијатива за длабоки промени за право и правда. Фокусот за поголем буџет во правосудството според него не треба да биде само за платите на судиите и обвинителите, туку и за административните работници, кои носат голем дел од товарот за ефикасно спроведување на предметите, а немаат достоинствени плати и кадар. Но генерално секогаш состојбите во правосудството биле нотирани дека се лоши и незадоволителни за Македонија да ги исполни критериумите за членство во самата Европска унија. На политичко дневно ниво и политички фолклор, обвинувањата меѓу власт и опозицијата, кој повеќе направил штета и политизација на правосудните органи, едноставно, за жал, нашите владеачки елити во овие 35 години не сватија дека правосудната власт треба да биде независна и трета власт надвор од законодавната и извршната, и поради тие состојби натрупани во овие 35 години ние добиваме вакви катастрофални извештаи. Не станува збор само на платите на судиите, обвинителите, кои се за македонски услови на вистина високи, но во целиот тој судско-обвинителски систем 80 па и повеќе од 80% од вработените не се суди обвинители, на вистина работат за ниски, мали плати, би рекол дури ужасни за македонски стандарди. А партиите и денеска продолжија со меѓусебни прозивки за состојбите во правосудството. Откако премиерот Мицкоски вчера извештајот го оцени како најдобар од сите споредено со претходно, кој содржи и пофалби и критики, но беше дециден дека и покрај забелешките, владата нема да даде повеќе пари за судството и обвинителството, се додека не испорачаат резултати. Од СДСМ реагираат дека ваквата изјава е, како што велат, директно политичко влијание врз правосудството, а извештајот на Европската комисија според нив е европска диагноза за заробеното правосудство од власта на ВМРО-ДПМН. Чувствата на премиерот Христијан Мицкоски ги поклопија правото, уставот и правната држава. Најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото ја разоткрива суровата вистина за Македонија под власта на ВМРО-ОКГ. Нема реформи, корупцијата е широко распространета, а судството и обвинителството се изложени на политички притисоци. Судиите да почнат да испорачуваат правда, очекуваат и од партијата на Павле Трајанов. Од Демократскиот сојуз оценуваат дека реформите во правосудниот систем мора да продолжат со засилено темпо, но независноста на судството, како што велат, не смее да биде злоупотребена како заштита од одговорност.